Добро вечер. Неколку измени во клучните закони кои го обезбедуваа вистинскиот тек и контрола за трошењето на парите од минатата година, донесува во суштина кадровска промена во неколку клучни институции кои беа надлежни за следење на тој тек. Како финале на таа приказна, истравувањето на невладините организации и медиумите е всушност последната препорака на ДКСК, која, реферирајќи се на нацрт Законот за слободен пристап до информации, препорача дека би требало на посебен начин да се исчитаат одредбите кои значеа прилично транспарентност, а се однесуваат на обврската за целосно објавување на документацијата и допираат некои прашања околу изборот на директорот и заменикот директор на Агенцијата за заштита на слободен пристап до информациите, кој всушност можеби со таа измена ќе го затворија целиот тој магичен круг во една партиско проветрување и ќе го нарушат целиот концепт на една создадена архитектура во која именуваните во овие тела секако ќе мора да го надживеат мандатот кој што на избори го добиваат политичките партии. Сега се некако би требала да оди под рака. Во сите овие тела се нашите. Останува уште еве да речеме едно ДКСК. Никој не очекуваше дека е возможно и таму можеби да тргне некаква постапка. Вестите од оваа попладне дека председателката на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска доби мерка на предпазливост со одземање на патната исправа и забрана за издавање на нова и забрана за вршење одредени работни активности поврзани со кривичното дело, а очигледно се става на товар злоупотреба на оддавање на службена тајна, што само по себе прилично компрометирачки изборува за позицијата на која се наоѓа директорката. Овој последен момент, председателката се извинувам, овој последен момент дава и малку поинаква рефлексија и малку повеќе контрадикција за тоа што вечерва сакав да зборувам со моите гостинки, а поврзано со одредбите кои звучаа неверојатно дека институцијата која би требало секојдневно да се бори за што повеќе транспарентност во законските решенија, тргна во еден сосема друг правец со шанса да создаде институционален молк и се повеќе да го затвора слободниот пристап до информации. Што се случи попладнево, колку тоа создава рефлексија кон реномето и позицијата на една институција, која бележеше прилично напредок и доверба на граѓаните, но 24-та веќе и по истражувањата за довербата на јавноста забележа пат. Мои гости вечерва се поранешната председателка на Државната комисија Билјана Ивановска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И Данче Даниловска-Бајдевска, добро вечер и за вас, програмска координаторка во Метаморфозис за дел од одлуките, законите кои што ќе бидат тангирани низ нашето сито. Вечерва бевте член на работните групи, можеби на крајот ќе видиме издвоени мислења во зависност од тоа што на крајот ќе дојде во собранието, но за почеток на нашата расправа, предпоставувам нималку не ви се допаѓа ова вест која што ја слушнавме. Не е сосема пристојно да прејудицираме, но веќе од утре веројатно тоа ќе биде потрага по оставки од морални причини, ако некаде законските одлуки и оваа формулација која што има судијата на претходна постапка во одредувањето на мерки на барање на јавното обвинителство не сугерира директно дека таа, да речеме, утре не би можела да се појави на работното место. За Данче го чувам прашањето, но е исто толку релевантно и за вас. Невладините организации изразија резерва, има издвоено мислење уште при изборот на оваа комисија и тоа веројатно беше првиот знак на недоверба, кој продолжи во еден мандат во кој ќе биде малку непристојна, но еднакво слободна. Делото за кое ја товари обвинителството доаѓа како последица на вештачење на телефоните од веќе претходно опфатените во
постапката за адитив. Мојот коментар е претседателката на ДКСК никогаш не би можеле да ја пронедат во нашите телефонски комуникации, затоа што тоа беше вонсериска затвореност кон медиумите, но затоа сега некако гледаме дека комуникациите оделе во некаква друга насока. Што за вас сега како човек кој што бил во таа институција го исчитувате како прва порака за незиниот јавен статус, за незината позиција и доверба која трпеливо беше градена претходно? Морам да кажам дека имам многу непријатно чувство. Пред се заради тоа што станува збор за човек кој што потекнуваме од иста институција, да речеме од Државниот завод за ревизија, каде што особено внимание се посветило и обуки се посветиле на меѓународните стандарди за етичко однесување, за интегритет, значи тоа било нешто како оче наш што сме го граделе со години и понатака нели сме продолжиле да го спроведуваме и во оваа институција. Значи тоа од една страна, од друга страна. Само простете, сосема е во ред овој аспект, потекнуваме од иста институција, тоа е Државниот завод за ревизија. Без подетални информации ние не можеме сосема да бидеме сигурни од која позиција и во кој момент, затоа што го проверува времето кога се следени комуникациите за се дојде до адитив и ти на некој начин опфаќаат и период на мандатот на Димитриевска и во Државниот завод за ревизија и овој како претседателка на ДКСК, ние во овој момент не можеме сосема известно да знаеме кога се случувале овие двонасочни комуникации. Не знам, не можам да коментирам, нели, во која насока се одвива истрагата, меѓутоа, мене ми е многу тешко и за институцијата, за реномето на институцијата, која што на вистина, знаете колку многу труд вложивме за да го изградиме, за да изградиме довербата на граѓаните дека еве има една независна институција на која што може да се обратат, да си ги кажат своите маки, да дадат представки, да поднесат предмети. Во секој случај ќе кажам дека многу непријатно чувство. Не знам, вистината е како шило, верувам дека ќе излезе на површина. Не сакам ништо да преюдицирам, но како и да е, во секој случај собранието сега е тоа кое што ги избира, нели, кандидатите за членови на комисијата. Мислам дека треба да го зајакне својот надзор врз работењето на овие независни тела. А го споменавте и моментот на избор на членови на комисијата и реакцијата на невладините во тој момент, и јас тогаш искоментирав дека бидејќи сите интервјуа се снимаат, одредени членови на комисијата за селекција имаат забелешки во одредени прашања, одговори на кандидатите, зошто тогаш таа комисија за селекција не ги повтори снимките, па да види, да се увери дали членот што беше од невладиниот сектор бил во право, не бил во право, едноставно се тргнеше сомнежот. Може би други кандидати сега си правиме, нели, хипотетички пример. Меѓутоа, во услови кога имаме снимки, кога можеме да си ги докажеме сомнежите дали се оправдани или не, сметам дека тоа требаше да го направат во тој период. А сега ќе само можеме да чекаме да видиме што ќе каже истрагата и дали претседателката од морален аспект си поднесе оставка. Беше релативно кратко време, проверував и други детали, што вели законот, во евентуални околности, што се условите за разрешување од собранието, што е ситуацијата кога претседателката би поднела оставка. Во секој случај, комисијата има заменик кој во полна надлежност ги превзема ингеренциите и тука некако повторно ќе дојдеме до истата полемика. Хајде да се вратиме назад. Кој е заменикот сега? Кои конекции ги проверувавме во времето кога беа забелешките? Кој е сопругот? Кој е донатор на ВМРО-ДПМН? Какви се релациите? И се заедно создава не баш пристојна слика која ги руши темелите за една скромна, едва составена архитектура во која чекор по чекор се обидувавме да додаваме, а сега ми се чини дека се враќаме прилично цекори назад до буквално пред некој час. ДКСК не беше на таа листа, на тие разговори, но некако овој бран можеби ќе стигне и дотаму. Дали сега уште покоректно се чувствувате дека
на самето изведување на целата постапка ви беше јасно дека таа на крајот беше компрометирана од оценувачите кои има задкулисен безмалку договори кои ги изфрлија фаворитите кои беа на другата страна од тоа што го мислеа невладините организации кои беа дел во процесот на интервјуирање. За граѓанското општество моделот на избор на членовите на Државната комисија за спречување на корупција, кој што беше првично тестиран на составот на поранешната председателка, беше модел во кој што верувавме, затоа што имавме доволно транспарентна постапка во која што поставувавме прашања кои што не беа пријатни за дел од интервјуираните и во првиот состав покажа резултати на задоволство и кај нас како предлагачи на моделот и мислам дека и кај избраните и кај граѓаните кои што веруваа во оваа комисија која што е превентивен механизам за спречување на корупција. За жал, вториот пат кога се повтори изборот, издвоеното мислење на колешката од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во која што заедно членуваме, беше издвоено затоа што се покажа политичкиот партиски договор кој што е возможен и влијае на вкупниот. Разбирам дека вие сакате да бидете коректни, не го користите речникот со кој што го користиме, имаме слобода да го користиме ние новинарите. Искуството на политичките партии дека можеби непријатно отишле во една ваква авантура кака што беше изборот после донесениот закон 2019 за законот за спречување на корупција и судир на интереси, ги натера брзо да се организираат, а тие немаат проблем да најдат добра формула за договор и веќе на втората шанса да продолжиме добрата традиција, се случи тој мини заговор во заднина на кој што на повеќето кои има увид кои се кандидатите, какво беше представено, беше повеќе од јасно дека не оди во прилог на најдобрите. Затоа имавме издвоено мислење. Имајте во предвид дека во тој период од 5 години, додека траеше нашиот мандат, таков избор во други независни тела не се повтори. Да. Мислам, во прилог на ова што го кажувате вие за политичките партии, дека сватија секако ќе направат нешто независно и транспарентно, може да даде резултати различни од тоа што тие очекувале. Добро, но механизмот стои за изборот во АВМУ и веројатно поучени од ова прво искуство, овде веќе на првата проба за ваквиот модел бреа прилично добро организирани, добивме епилог скоро сличен каков што добивме за Државната комисија. Сакам да кажам дека тој сега систем на интерно договарање во кој на крајот на краиштата оценувачите стануваат најмалку битни, таа долга рака на политичкиот договор очигледно функционира. Пауза за реклами, па да тргнеме со тоа што беше наш повод или подготовка што сакаме вечерва да дебатираме. Даниловска, во една чудна динамика, есента минатата година, владата постави на лента видливо не толку комплициран процес. Изгледаше дека тоа се мали корекции во законите, за во суштина релативно брзо да сватиме дека измените на брза траса, без никаква консултација од потребите за тие измени, имаат всушност само една намера – да ги променат членовите на комисиите и да го во дел од нив и да го намалат нивото на јазични сертификати, кое сега главно во секоја измена оди на тоа ниво, активно познавање на јазик. Непознато е како тоа сега ќе се проверува или утврдува. Тврдат дека тоа би требало да биде брана од ситуации во која околу шетаат безброј фалсификати на сертификати, но не звучи нималку добро дека вие не можете да утврдите вистинитоста на документот, па затоа сте решени да одите да го симнете нивото на документот кој што ви е потребен. Тоа е да речеме првиот пат. Тој низ продолжи преку Агенцијата за електронски комуникации, Регулаторната комисија за енергетика, 4 да се сменат, 2 се променија, 2 останат затоа што на крајот свати дека ќе блокираат работата на комисијата.
Комисија за конкурентност, второстепена комисија за управни постапки, комисијата за жалби за јавни набавки и во целиот тој круг не достигаше веројатно уште потенцијално можноста да биде сменет и директорот во Агенцијата за заштита на слободен пристап до информација од јавен карактер, и тоа е сега понуда во последната законска измена, која веројатно ќе го затвори целиот тој круг кој што се обидувавме грижливо да го подигаме во компетенциите и што почесто и пофреквентно да го користиме терминот транспарентно и да му даваме се повеќе и повеќе алатки. Дали уште со првите реакции на платформата ви беше јасно дека ова не се инциденти, туку е цел еден концепт кој треба да донесе до еден потполно споил систем во кој ништо од намерите го надживуваат вашиот мандат, така обезбедуваат независноста, нема да функционира. Така е, затоа и реагиравме во декември со јавна реакција дека не сме да се интервенира со законски измени промена на членовите на второстепената комисија за јавни набавки и во работната група за законот за слободен пристап до информација од јавен карактер во која што учествуваме, едногласно членовите од невладиниот сектор и од самата агенција бевме дека не сме да има одредба во која што ќе се прекине мандат предвремено на вакви независни регулаторни тела, посебно како што Агенцијата за слободен пристап, која што треба да помогне во спречување на корупција, да и се прекине предвреме мандатот ако се воведе критериум дека собранието нема да го усвои извештајот. Затоа што сме свесни дека собранието многу лесно може да најде некоја мана на работењето, да не го усвои извештајот со мнозинство и тоа да им биде основ да го сменат предвреме директорот. Во Законот за слободен пристап до информации има одредба во која што постои дека заменикот во полн капацитет го менува директорот ако има било каква причина за негов престанок, и затоа бевме изненадени, а и загрижени што токму од Државната комисија за спречување на корупција во антикорупцијска проверка на законот, а спротивно од намерата која што била утврдена во нивниот годишен план за антикорупцијски проверки во 2024, се осврнуваат на тоа дека нема рокови и постапка на кој начин собранието ќе го смени директорот, како да отвараат пат за оваа законска измена во предлог измените на Законот за слободен пристап, и затоа и реагирав. Посебно ќе го третираме овој аспект. Тоа се прашање кои буквално не одат во иста реченица, дека од институцијата од која очекувате дека постојано ќе притиска за нови алатки, отвореност, повеќе пристап до информации, одеднаш почнува да се грижи за заштитата на така наречени трети ентитети, чија што права можат да бидат загрозени, доколку останат овие формулации за објавување целосно на информациите. Јас сакам само уште малку да ве вратам, Ивановска, на ова што се случуваше минатата година, кој што на брза трака ги измени, можеби 20 луѓе заминаа, тоа се составите на овие комисии што претходно ги споменав, и тие не малку имаат врска со прашањата кои требаше да дојдат на дневен ред, агенда која владата сосема известно ја знае. Пред се мислиме за антимонополската комисија, и тоа беше системот во кој подобро требаше да разбереме што всушност сакаше во интервјуата да ни каже премиерот Мицковски, споменувајќи контекстот дека е сосема логично дека треба да донесеме луѓе од доверба. Додека ти мислиш дека тоа е во министерствата, во владата, тоа одеднаш како пожар се проширува кон телата кои ние мислевме дека во некаква пристојна законодавна рамка смиеме овозможиле независноста. Мислам дека таа постапка воопшто не беше оправдана, дотолку повеќе што се носеа закони по скратена постапка, без јавна расправа, без да се слушне мислењето на експертската јавност во тој дел, и уште повеќе што им се прекинува легитимно мандатот на легитимно избрани членови.
Значи, тие ни криви ни дужни сега, без образложение дека направиле некакви штети или некакви злоупотреби во работењето, треба да бидат заменети заради тоа што во меѓувреме се смениле условите. Па ако мислите дека треба да ги промените условите, сменете ги, ама нека важат, нели, кој ќе дојде следниот мандат на други членови на тие тела. Вака остава простор утре ден кој ќе дојде друга власт и таа да се промени некакви услови и да си донесе некој од своите, така? Нема напредок со тоа. Милион пати кажавме дека нема напредок. Напротив, дека членови на независни тела треба да се избираат исклучиво од редот на професионалците. Како што се обидуваме да објасниме дека не е приоритетно да марширате пред судски совет барајки, и денеска има некакви уште дополнителни коментари премиерот како таму некои луѓе имаат образ Ѓон, не трошете го времето на притисок или апел кон нивниот морал да поднесат оставки. Побрзо тргнете во дефинирањето на законот за судски совет и овозможете следниот избор да биде навистина по правилата кои треба да важат од последен, а не да ги искористите сега можностите за да поставите луѓе токму по овој систем кој што инаку го критикуват. На носителите на одлуки, јас би им препорачала да ја прочитаат анализата за ризиците од корупција во правосудниот сектор, која што ја правевме заедно со мисијата на ОПСЕ, а ни беше задача согласно Националната стратегија за борба против корупција, каде што самите обвинители, суди, кажуваат со какви ризици се соочуваат, односно со какви притисоци како од нивните колеги од повисок ранг, така и од извршната власт. Така што извршната власт треба да се тргне малку на страна, бидејќи е таа извршна власт и треба да ги тргне пипците од судската власт. Постојано бевме во расчекор првата формулација зошто нема ова голем консултативен процес беше описот дека се работи за мали измени кои не бараат таков формат, а скоро за секој од овие некој од телата хиерархиски или во соработка со секој од нив ги поставуваа прашањата и јасно ја адресираа загриженост. За измените во законот за јавни набавки Европската комисија го соопшти својот став. Дека не може да разбере дека одиме пониско од тоа што сега беше регулатива. Во однос на регулаторната комисија за енергетика и понатаму енергетската седница очекува одговори од Македонија како всушност се случила смената на двајцата, што е директен упад во независноста на институцијата. Кога ги изберете, мора да почитувате дека тоа е нивниот мандат и на смена доаѓаат како ќе завршуваат мандатите на веќе избраните. И се уште го чекаат одговорот, властите сметаат дека тоа не е ургентно прашање и овој ланец продолжува. Изгледа премногу апстрактно, Данилска, кога се обидуваме да зборуваме како ова да е приказна за некои ентузијасти кои се само посветени на тие антикорупцијски алатки, велат ниту тоа дава резултат, ниту за нас е нешто важно, но кога ќе се обидеме да им ги поставиме бројките на маса, дека ние зборуваме за инструменти на контрола, низ кои е можно да не поминат 1,5 милиарда евра од буџетот од оваа година. Ако на тоа ги додадеме и они близко 300 милиони евра, кои што не одат преку принципот на јавни набавки, но отидоа во една скандалозна постапка, а се однесуваат на Бехтел и Инка, ние зборуваме за 1,8 милиони евра кои заминуваат надвор од нашиот радар. Ако се обидеме сега на тој начин да ги поставиме прашањата, еве зошто е битката да се намали, да се исклучи управната постапка и да остане тоа само на нивото во законот за јавни набавки, ако ги кажуваме сумите колку милиони се во игра, колку се играчите на тој пазар, колку е слаба конкурентноста, некако ми звучи дека добива малку повеќе релевантност прашањето за што всушност зборуваме. Зборуваме за ограничување на транспарентноста од страна на ДКСК во случајот со антикорупцијската проверка на законот за слободен пристап, затоа што навеле дека нејасна е и широко е поставена
дефиницијата, Ја сега се реферирав на измените во Законот за јавни набавки, дека широко и нејасно е поставена дефиницијата за пристап до целосна документација во јавните набавки. Во Законот за јавни набавки има точно определено во членот 30 кои документи можат да бидат деловна тајна, кои можат да бидат класифицирани со степен на тајност од аспект на безбедност на државата. Но и кои мора да се дадат? И кои мора да се дадат? Кои мора да бидат на системот достапни на јавни набавки и кои не се достапни, а вие со дефиницијата за целосен пристап до конечноста на документите можете да ги добиете врз основа на Законот за слободен пристап. Затоа е грижата дека од различни аспекти, со менување на Законот за јавни набавки по скратена постапка, со подлога од самата ДКСК со ваква антикорупцијска проверка, која што упатува на менување на дефиницијата за целосен пристап до документите од јавни набавки, отвара грижа на транспарентноста која што ќе влијае врз изголемување на корупцијата во однос на милиарди кои што се слеваат од државниот буџет. Така што грижата е на високо ниво и мислам дека ќе не може да оправдаме независност на вакви тела кои што со законски интервенции ги менуваме пред време и нема да може да оправдаме како веќе постигнат степен на транспарентност во јавните набавки, сега го уназадуваме, а се бориме за кандидатски статус. Така што грижата е висока. Ако вие мислите дека се бориме за тој статус. А носење на закони по скратена постапка беше едно од прашањата кои што во националната стратегија беше кажано дека е многу ризично и дека е проблематично и беше дадена препорака собранието да не практикува носење на закони по скратена постапка и сегашнава позиција, што тогаш беше опозиција, нели, тоа силно го поддржа и кажа дека да, така треба. И ја изгласаа таа национална стратегија. За после тоа повторно да се прекршува тоа правило. И сега во однос на измените во Законот за јавни набавки, притисокот ми се чини беше доволно голем, јасен и недвосмислен, се повлекоа, па тргна во редовна постапка. Тоа е охрабрување дека можеби има смисла се уште да се одржува тој тонус или интерес кој веројатно ова екипа во Државната комисија за спречување на корупција не го разбра, ниту во партнерството со невладините организации, ниту во партнерството со медиумската заедница. Кон нив беше повеќе изграден зид, отколку сега овие детали кои ги дознаваме за потрошеното време, можеби како се вели, за други контакти и за други споделувања на информации. Медиумите навистина може да бидат одличен содружник во завршувањето на таа приказна. Се докажа како такви. Оти да речеме, кога зборуваме за Законот за слободен пристап до информации, адитив, исто така медиумска приказна на колегите од ИРЛ, и дека кога имате шанса да дојдете до документите, вашата креативност, вашето новинарско истражување може да ве доведе на вистинската трага. Поголемиот дел од предметите за кои сега сведочиме се предмети кои ги заврши Државната комисија за спречување на корупција. Знам дека безброј пати на сите интервјуа се жалевте дека јавното обвинителство останува наполно затворено, а за некои од предметите кои сега тргна, можевте да сведочите дека ја имаме одличната ситуација на состојба во која активни функционери по пријава на Државната комисија за спречување на комисија и со доволно агилно јавно обвинителство, тогаш ќе имавме вистинската слика што е борба со корупција, со оние кои активно ја вршат функцијата. Така е, некако како закаснето да делуваат сега. Поради ставањето во фиока на тој предмет сега тоа звучи и се користи дека всушност е лов на политичките противници само затоа што обвинителството не беше во истата динамика во која ДКСК испорачуваше кон нив сознања и затворени така предмети. Е, значи ние имавме сериозни 60 иницијативи за кривично гонење доставени до јавното обвинителство. Значи тие си имаа своја тежина и си беа одлично сработени, ќе кажам, и со експертска помош. Секаде онамо каде што нас не недостасувало експертско знаење, ние сме си побарували. Тоа што е испорачено од нашата институција било издржано
и доставено до обвинителството. Се радуваме што и сега нели се водат тие процеси во обвинителството, меѓутоа ќе беше сликата подобра и појасна и ефектот ќе беше поголем доколку навреме се отворија процесите. За транспарентноста позицијата и работата на оваа институција во тој мандат беше прилично мотивирачка и за медиумската заедница дека има смисла да ги вмрежувате, организирате и засилувате приказните, зашто првата намера е, како се вели, да одржувате доверба во некаква системска работа на јавноста, да создавате ситуации на ефекти и доверба дека вашите истражувања имаат прецизност, имаат вистински извори и заедно носите кон некаков резултат дека принципот на неказнивост се повеќе ќе заминува, ефективноста на овие институции ќе ја дава шансата за одговорност на оние кои сепак ќе се одважат да го прават тоа. Така е, знаете вие дека тој пат беше многу тежок и трнлив, за да се докаже дека неказнивоста ќе помине во заборав. Меѓутоа, ние го одевме. И ние како институција и вие медиумите заедно имавме одлична соработка, многу предмети беа отворени по допрен глас, по нели на медиумските стори. Точно така што имавме одлична соработка со медиумите, истражувавме, доставувавме иницијативи. Ефектот ќе беше поголем доколку обвинителството нели своевремено си ги отвори предметите, меѓутоа се радуваме и сега што предмети од тоа време си наоѓаат завршница во обвинителството, па дури имаме нели предмети во судот. И да кажем и дека и тогаш имавме околу 60 иницијативи за одговорност кои што ги доставивме до владата за разрешување на раководни лица. И тоа ќе беше ќе создадеше сосема друга клима, затоа што владата сметаше дека доколку обвинителството не докаже за некого дека е нели виновен или невиновен, треба да се почитува презумпција на невиност, не водејќи сметка дека обвинителството можеби ќе докаже дали некој крадел или не крадел, меѓутоа ние докажувавме дека некој не знае да раководи со државните средства, со државните институции, што е голема причина за да биде разрешен од местото кое што од функцијата која што ја извршува. Така што транспарентноста е најголем убиец на корупцијата и таа оди рака под рака со одговорност и отчетност. Таму каде што имате одговорност, таму каде што имате отчетност, каде што функционерот нема проблем да даде отчет за својата работа, да преземе одговорност за функцијата што ја врши, тој ќе биде транспарентен, нема проблем. Меѓутоа, таму каде што тоа се сака да се затаи, тогаш транспарентноста е многу мала. И односно никаква. Ето, таму има ризици од корупција. Тоа е тоа. За некои од големите пари, од патем другите ефекти и ризици од корупција, ќе ве прашам малку подоцна. Овој дел што сакам да го затворам, Даниловска, стравувањето на платформата се дека овие препораки на дека сега во околности пред оваа последна епизода, кон тоа ќе се однесував да го цитирам како изненадување од капацитетите, сега се помалку работите ми звучат како изненадување, да се обидете да спорите дека најважната работа е заштита, правна заштита на третите ентитети, да речеме на оние кои учествуваат во тој ритуал за јавни набавки. На бизнисите. При што на никој од корисниците веројатно не му е најрелевантно податоците до кои ние ќе стигнеме, отколку важните елементи во самата постапка. Сега не досад до заклучоци за некакви парадокси. Го гледам делешното истражување на Центарот за граѓански комуникации. Фамозната акција која тргнува после Кочани, фамозниот збор лиценци кој се пренесува во транспорт и врски и можната блокада поради одземање на лиценците за неколку компании кои имаат активни договори за извршувањето од оваа програма за унгарските кредити, зборува всушност еден дел кој што вели 23 договори ќе бидат директно тангирани со одземањето. Но она што за мене е поинтересно е
каде лизгаат критериумите, вели дека се во прашање двојно повеќе договори, каде што лиценците се проблематични, а ти имат активни договори по тендерите за извршување, но, освен за овие 23, другите ке куртулат, бидејќи во условите не им било барано да имаат лиценца. Сега се обидувам да замислам, земате кредит, плаќаме камати за тоа, сите заедно, велите нашата политика е да ги дадеме, општините, инфраструктура, и се обидувате на тој тендер да го симнете до тоа ниво во кое за изведувачот не барате да има лиценца. Затоа е опасно намалувањето на транспарентност, затоа што не може ни да предпоставиме што се ќе може да биде неосновано затворено во текот на набавката. А сега во моментов вие реално преку понудата, преку одлуката добивате информации, преку самата понуда добивате информации за лиценците кои што ги доставуваат фирми кога конкурираат на тендери. Ние, за волја на вистината, како граѓанско општество имавме коректна соработка со Државната комисија за спречување на корупција и затоа бевме изненадени што од нив потекна мислење за антикорупцијска проверка на Законот за слободен пристап со ограничување на делот транспарентноста, без да бидеме консултирани. Значи, ако 20 години граѓанското општество ја мери транспарентноста и чекор по чекор ја подкрева, затоа што оваа дефиниција за целосен пристап до тендерската, до јавните набавки од 2019-та. Таа не е од 90-та година. Значи, ако од 2019-та сме мрднале и сме добиле пристап до целосната документација, сега сме при коректна соработка, не консултирани од ДКСК кога ја спремала оваа антикорупцијска проверка. Од тука нашата изненаденост, дури да кажам, што на дневна основа се слушаме или може да соработуваме, тие во својот годишен извештај наведуваат соработка со граѓанското општество за изработка на антикорупцијски проверки на законите во други области. Еве сега добивам информација за што всушност се сомничи председателката на ДКСК, а има врска со ова за што ве прашувам стравот за правни последици кои можат да настанат во однос на трети ентитети кои учествуваат во оваа приказна со јавните набавки, вели, таа преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му давала податоци на обвинетиот за поведени постапки за отворање на предмети против сега обвинетите правни и физички лица во предметот одитив и одлуки по истите, како и податоци за проверка на имотот на неговото семејство. Тоа се случувало од месец мај до месец декември 24 година, значи потполно активно. Проверка на имотот во ДКСК? Сигурно во ДКСК. Да, во ДКСК. Сега, ова поведение кон трети кои учествуваат во овој ланец на јавни набавки и овие препораки што ги носат, кои нас реално не препарираат и не враќаат на неформалниот пазар на информации. Да. Ние се враќаме на старото време во кое, како велат партиите, свиркач во дворот, ние ги опишуваме како нашиот извор, неименуван извор и користиме формулации, можеби е така, можеби не е така, затоа што нашите документи во копија се прилично диви, да не речеме украдени од институциите внатре. Овие препораки значат директен удар кон регуларниот правен канал, кој за нас создава слобода, одговорност, шанса за креативност, што се ќе препознаеме и компилираме од документите што ќе ги добиеме. Така е, граѓанското општество, истражувајќи отвореноста на институциите назад години и споредувајќи ја со регионот, препорачуваше, затоа што наидуваме на ситуации кога транспарентноста на определена институција зависи од волјата на функционерот. Ние не случајно притискавме да бидеме во иницијатива за отворено владино партнерство, притискавме преку тие различни иницијативи за транспарентност да имате денеска отворен трезор со историски податоци на кои што се ажурираат, без човечки фактор би требало да биде, така барем беше, кои што ви даваат увид во целокупните плаќања од трезорот, така што сите чекори кои што сме ги постигнале до сега
ќе бидат уназадени, а тоа, како што кажав, не е добро прво заради спречување на корупција, односно заштита од корупција. Голем дел од сегашните судски случаи, кажа и Билјана, кои што во моментов се однесуваат на злоупотреба на постапките, на тендерските постапки, се токму заради слободниот пристап до информации, до кои што дошле или истражувачките новинари или граѓанското општество. Така што апсолутно антикорупцијската проверка на ДКСК загрижува. Има повеќе детали, јас го одбрав овој пасус кој најдиректно сликува за што се работи, се разбира, ќе биде предмет на анализа и утре. Јавното обвинителство најавува дека малку поопширно ќе се реферира на таа состојба, но како да бе единствен случај, па знаете дека и во Црна Гора затворија претседателката на ова тело, па и во Србија пред 13 години. Значи не е изолиран случај, такво ни е поднебието, како да кажам. Сакам да прашам во и еден од извештаите на директорката на Агенцијата за заштита на слободен пристап до информации, вели за мене изненадувачки дека во постапките во кои користите право на жалба доколку не добиете, имате решение на агенцијата, можете повторно да не добиете и на крајот одите во управна постапка. Тоа што за мене беше неверојатно, дека на одлуките на агенцијата не реагира. Почесто се жалат. Се жалат институциите. Се жалат институциите, односно се жалат имателите на информациите, што покажува еден се уште манир дека тие сметат дека тие толку многу нивни се како приватни. Ние не знам на кој начин пристапуваме, освен дека тоа се информации. Тоа е заробеност на институциите всушност. Тоа се информации од јавен интерес кои во моментот додека ние зборуваме се уште имаат јавен карактер доколку не се промени законот. Познавајќи го поведението на пратениците и оваа позиција која направи ДКСК со овие препораки, не сакам да заборавам дека чудно во февруари ВМРО-ДПМН имаше своја иницијатива за измена на законот кој би овозможил смена на директорот и заменикот директор, се повлекува од позицијата и чудно ДКСК исто мисли како ВМРО-ДПМН, но сега можеме да сведочиме на ситуација во која пратениците со амандмани на нацрт законот сега на ЕНЕР го нема ова решение кое е препорака на ДКСК, но сосема известно дека во постапката во собрание толку многу лесно ќе можат да се повикуваат дека кога ДКСК ќе рече тоа мора да стане пракса и тоа е тој што би рекле хрватите игроказ во кој што не вртат кој да биде гласникот, а секако ова е намерата. Па видете сега, колку повеќе се угушува транспарентноста и демократијата, толку повеќе корупцијата зима замав. Ако пратениците се решат на таков чекор и направат таква промена, сами си пукаат во нога. Значи, он добија огромна доверба од граѓаните, бидејќи за жал граѓаните кај нас повеќе казнуваат отколку што гласаат кога се избори, меѓутоа факт е дека, нели, каква е структурата во собранието, меѓутоа тоа се менува. Така што треба широко отворени очи и да не биде она занесување само како коњот со оглавот. Добро. Во исто време, тие на некој начин се тангирано од оваа приказна, бидејќи на списокот на иматели на вакви информации од јавен карактер се ставени и политичките партии, и тоа особено во сегментот кој го задира за нив најважното, само не ни чепкајте во приказната за парите. Финансирањето. Да. Договорот за било која измена, која во таа смисла за нив би овозможила подобра позиција, секогаш добар повик да се цитираат, да се толкуваат препораките на ДКСК без никаков увид и се ова што претходно го зборував за претходните чекори јасно упатува дека нема никаков проблем да се доврши приказната на ваков начин. Видете сега, претходно кога дававме препораки како независна институција, имаше препорака од Европската комисија да се почитуваат препораките на независните институции. Сега овие тргнале од позади. Ако треба да се почитуваат, ајде им кажеме каква препорака да дадат. Како да го разбереме поинаку. Инаку и внатре, тоа пред малку заборавив, всушност искористена е препорака, односно ставањето на овој закон на
антикорупцијска проверка од сосема други мотиви во годишниот план за 24-та година. Вашата намера е да го проверите со намера да видите што може да испорачате како препорака во однос на вработувањата. Да се зголеми транспарентноста во поставките. Значи и тоа на крај перверзно завршува во сосема друг правец. За ова дури и не се ни реферираат зошто е ставен всушност во годишниот календар законот. Значи годишниот план за спроведување на антикорупцијска проверка на законите е донесен во јануари 24 година, како што треба се носи, и покрај тоа што се наведува кои закони се препорачува да бидат под антикорупцијска проверка, се кажува кој е мотивот, која е мерката, препораката, во кој правец треба да оди, значи се дава насоки на одделението во што да се концентрира. Нашата цел тогаш беше да се зголеми транспарентноста во смисла актите за систематизација, да бидат објавени на веб страните, затоа што имаше институции кои што точно дека се од безбедносен карактер, меѓутоа во тие институции има работни места кои што не се од безбедносен карактер, а ние добивавме повратен одговор дека не може да ни испорачаат дали систематизацијата била променета, дали тоа работно место било креирано и така натаму. И од тие причини, бидејќи наоѓавме на отпор, нашата цел беше да се направи антикорупцијска проверка во смисла да се зголеми транспарентност. Точно дека иако имавте законски основа, во 2019 таксативно работната група, бидејќи учествував, ги набројавме сите документи кои што треба да бидат јавно достапни, меѓу кои систематизациите во институциите. Точно, тие во принцип се достапни, ама кога станува збор кај безбедности институции се вадат, ние сме темек од друг карактер. Да, сте за тој дел, ама не сте за овој дел. Добро, и сега кога вие сте се занимавале во своите намери што да работите во 24-та година, тоа е пред избори план, веројатно не сте ни помислувале дека во нашата представа некакви освоени стандарди, позиции неповратно се тука и сега да трагаме по нови модалитети да видиме што на подобар начин, фокусирано низ една алатка можеме да добиваме. Одеднаш не пресретнува ситуација кога со новата влада буквално треба да се молиме кога ќе ги објавите советниците на премиерот. Па добро, ќе ги објавиме некој од нив, ама нема да ги објавиме сумите и хонорарите, барајте ги на отворени финанси. Тоа е некако цело време некаква подвижна мета која нас треба да не исцрпува за информации за кои мислевме дека од еден момент се ажурираат при секој направен договор и во секој момент секој од нас со своите потреби може да провери кои се советниците, со каков ангажман, со каков договор, зошто се разликуваат во сумите на начин на кој што се разликуваат. Така. Сега сето тоа за нас е потполно нејасно. Така е. И ова се што кажавте не е во согласност со препораките кои што во петиот круг Греко ги има дадено на нашата држава, бидејќи тие посебно се однесуваат на владата. Во препораката од Греко стои дека владата треба на лесно достапен начин на јавноста да ја овозможи пристап до информации за сите оние кои што се по кабинети кај премиер, по министри, кај да е, или советници, посебни советници, како и да се викаат, дека тие треба да поднесуваат анкетни листови, дека треба да бидат објавени по име и по презиме, по износи кои што ги добиваат, значи целокупна информација да се добие и зашто тие ќе помагаат, значи каде ќе советуваат. Меѓутоа, како што кажавте, објавени се само имињата, не се објавени износите. На отворени финансии може да видите дека испод 1000 евра нема, а ние не знаеме зашто нели се добиваат тие средства. Мене исто така ми е симптоматично дека советниците буквално се назначени за области за кои што за се има министерство. Значи, како да се дуплира работата. Ако вие сте премиер и за секоја област имате одделно министерство и цела машинерија што работи на таа област, зошто тогаш е потребно да имате советник кој што ќе работи за истото еден човек? Добро, некои од нив ги викаме алтернативен министер, за да не додавам, сега ќе стане јасно. Ќе стане јасно за кого зборувам, но сосема ми е разбирливо ова што сакате да го тоа од една страна, од друга страна, може барем нека ги закачат договорите да видиме што се договориле, што ќе советуваат, што ќе прават. Значи ние за овие прашања, за овие советници пишувавме уште наоди во ДЗР, уште во 2008 година.
пишувавме наоди, затоа што значаен дел од средствата на генералниот секретаријат тогаш одеа за советници во кабинетот на премиерот. И кажавме тогаш, значи толку пари колку што беа советниците кошта пример капиталните инвестиции во генералниот секретаријат или не знам уште други, значи огромни пари. Зошто? За да се каже дека едно извештајче од толкацко од пола страна кое што ништо значено не кажува, а тогаш 500 евра исто не беше мала сума пред повеќе од 15 години. Ме разбират? Значи, ајде да видиме што е договорот, што ќе испорачаат, каков ефект има од нивната работа. Бидејќи граѓанинот е должен да знае зашто се трошат буџетските пари и кој е ефектот од тоа. Вака нема информација, едноставно се иде у некој си бунар. Не знам, кратка пауза за реклами. Должам само на едно дополнување, ако ќе одиме на други теми, што всушност може би покажува колку губиме време на работи кои имаат некаков пристоен формат. На индексот за отвореност, овој закон за слободен пристап до информации е најдобрата регулатива или што ја обезбедува најдобра позиција на Република Северна Македонија во регионот, а и прилично високо е на рангирањето и во конкуренција со далеко подобри во праксата околу ова приказна од нас. За нашите очекувања беа дека тоа ќе ни овозможи да истражуваме, посочуваме и засилуваме некои други важни аспекти, носејки добри приказни и создавајќи преку Државната комисија за спречување на корупција нови и нови препораки што треба да бидат целите. Господи Ивановска, еден од повиците и прилично заборавен, а можеби отсликува целата наша ситуација колку си домакин на собственото место, за да имаш поза од која зборуваш за било што. Државата се уште не поседува регистар на државниот така имот. Точно. Тоа беше една наша забелешка и дадовме препорака во националната стратегија, кога побаравме да имаме изменување и дополнување на националната стратегија, дадовме препорака да се направи регистар на државниот имот и да се воведе, да се направи еден консолидиран биланс, значи секоја институција да се направи попис со каков имот располага и да се направи консолидиран биланс на состојба и да знае државата со што располага. Меѓутоа, иако тогаш ја доставивме измената на националната стратегија во собранието, не покажа интерес претходниот состав на собранието да ја разгледа и тоа остана така. За жал, така што немаме ние информации ни со што располагаме, колку располагаме, што се прави со имотот, за бадбадијала се откупува, се продава, кога се продава, не се знае ни кога се продава. Тука спаѓа и државното земјиште, тука спаѓа и земјоделското земјиште што се применува во градежно земјиште, пренаменува во градежно земјиште. Тука, значи, општините си го продаваат земјиштето во својот атар, како го продаваат. Во некои општини советот донесува одлука, во некои општини не донесува советот одлука. Ако сакате вие да видите што е продадено, треба да влезете во некоја база во ЗЕЛС, ама за да влезете железни опинци ке скинете. Значи, нема транспарентност да се знае јасно и гласно што оваа држава поседува. Па дури и баш ме потсети еден колега дека во 2008 година за да се намалат трошоците за чуварите, тие чуварски служби се елиминирале, нели повеќе институции имаат имот, пример Министерство за труд има детски одмаралишта, не знам, значи имал имот од времето на Југославија кој што останат во рамките на институциите и треба да се грижат за нив. Сега со рестриктивни мерки за намалување на трошоците за чуварите, автоматски тие имоти остануваат без мониторинг, без чување и кој што знае, тоа им прави. За жал, пропаѓа имотот. Пропаѓа. Помеѓу ова, што како главна приказна е несериозно, сега има еден обид, ајде за почеток да го евидентираме возниот парк на институциите во државата, ќе бидат обележени со посебна боја, но тие не ја завршуваат приказната
дали во пасатот кој што го гледаме се вози лице од ранг за кој што не е баш сосема оправдано дека треба да се вози во тој пасат. Не од регистрацијата во друга боја, тоа нема да го препознаеме. Тоа е цело едно поле сега на привилегиите кои ги добиваат, за кои можевме да разговараме во околности кога работите требаше полека да напредуваат. Дел од ова што го зборува Даниловска, господја Ивановска, всушност го има потенцијалот на злоупотреба, на така наречените по службена должност иматели на некаквите информации. А тоа е ако ни велите избравме за Бехтел и Енка еден нов модел, никогаш чуле, никогаш виделе, траса не постои, но некој сепак знае каде ќе се движи таа траса. Тој некој е во привилегија да може да го подели земјиштето на тој пат и реално да има за себе приноси надвор од логиката само затоа што поседува информации кои можат да бидат претворени во капитал. Така. Тој што знае дека со одлуката во Струмица може да купите се затоа што ќе носите одлука да можете земјоделското земјиште да го менувате во градежно и во сериозна предност затоа што ќе купи многу ефтино, а потоа ќе добие шанса за исклучителна привилегија за бизнис кој што сака да го прави. Ние се уште не сме стигнале до тој момент да ги одмеруваме тој тип на поседување на информации кои можат да моделираат во оваа мала земја во која се знае многу од работите. Да, затоа што, како што кажав, многу споро одиме со напредување на транспарентноста и многу тешко ни оди. Ниту една власт широко градоње не пречекала со веднаш објавување на сите регистри, крајни сопственици кои што се бараат со години државен имот, приходи и расходи на политички партии беше мака од неколку години во услови на заробена држава да добиете информации, затоа што државното финансирање е насочено комплетно кон, финансирањето на партиите е комплетно државно. Така што секој овој минимален чекор вие како јавност, како новинари, како граѓански организации да добиете повеќе информации од тие кои што велите дека се од другата страна ги имаат информациите, сега има подлога да се уназади и е крајно опасно затоа што влијае директно на владењето на правото во државата. Сум гледала на едно интервју за кое дури јас како новинар во таа фаза не бев подготвена да ги направам врските, зошто би заминал овој состав на антимонополската комисија, што се новите предизвици кои доаѓаат за истата. И го слушам денеска премиерот во собрание каде што ни објаснува нови 5-6 милиарди, знае за 2 месеци ќе бидеме изненадени и предпоставам дека тоа пак ќе бидат нови проекти влада со влада, принципот како со унгарскиот кредит. Жестоко реагиравте и на едната иницијатива и претходно на начинот на кој што помина Бехтел и Енка. Оти пари од тој формат најчесто ќе одат преку овој закон за стратешко партнерство кој ги исклучува сите наши внатрешни механизми за кои ние макотрпно се трудиме некако да ги составиме за да обезбедат колку толку увид и пристојна слика во процесот. Па за тој Бехтел Енка дадовме иницијатива пред Уставен суд. Се сеќавате. И ова што е сега во бегство, тој прв изреагира, тогаш го поздрави Уставниот суд кога ја отвори нашата иницијатива. Мислам, срамно. Што да кажам, нека не биде само за поука тоа што се случувало во минатото и да не се прават такви грешки како сега. Инаку кога го работевме тој предмет, еден од ризиците ни беше кои се тие што го откупуваат државното земјиште по трасата, па побаравме да ни дадат кај оди трасата, меѓутоа не ги добивме тие информации, наводно дека од причина што трасата ќе по пат ќе се, нели, стручњаците ќе определуваат. Црташ градиш. Меѓутоа ја тука би додала дека не само за тој проект, него за многу други проекти, мислам и градежно земјиште по општините се продава така. И луѓето дознаваат што се случило кога тој новиот собственик ќе стави камен темелник и ќе почне да прави некое огромно здание. Па како еден човек купи цело Скопје да го бетонизира? Еден човек. Ве молам. Читав преди известно време некоја историја на Призма во која беше неверојатно образложението во општина Аеродром. Ние тоа нема да го дозволиме. Значи вие се сте поминале, се сте пропуштиле од вистинските фази и на крајот велите ние тоа нема да го дозволиме, а инструментите не го дозволите, веќе немате затоа што многу од нештата веќе сте ги дозволиле кога не требало да ги дозволите. Кога не требало, а зошто?
Повторно поради намалена транспарентност. Значи објавување во еден од дневните весници, значи тој начин на известување на јавноста не е делотворен како што било во минатото кога сите денот го започнувале со дневен весник. Значи сега има веб страни на општините, таму објави, значи има други алатки кои што се како да кажам, посовремени, полесно достапни, кои што луѓето полесно може да ги следат. На крајот на краиштата. Знаете дека има така наречени дневни весници кои всушност живеат само поради овие ваквите објави, а не сум правела увид или слика од малку по старото законодавство кое не е менувано, каде што најчесто условите беа дека мора да биде објавено во 3 дневни весници. Ако погледнеш што се помалку можеме да стигнеме воопшто до бројката дека ги има. Кој ги следи сега тие? Значи, па и не знам дали ги има. Нека биде и таму објавено, ама нека има и некоја посовремена алатка што е полесно достапна за граѓаните. И со динамиката која се движиме може да нема 3 дневни весници. А да сакам да кажам, еве, ако е така, значи ја не сакам сега печатените изданија да речат дека сме против нив и дека треба да згаснат. Технологијата ги згаснува, не ги згаснуваме ние. Меѓутоа ние треба да се прилагодиме на модерните текови и да обезбедуваме подостапни информации за граѓаните. Например, кога еден градоначалник ќе дојде на чело на општината, нека се знае со колкав обем на државно земјиште располага таа општина. Така? И кога ќе си оди со колкав обем остава. Кога го продаваат бе тоа државно земјиште? Многу ми е чудно. Пример Треска. 50% од комплексот кај Треска беше државно земјиште. Значи, тој комплекс имаше можност многу добро да се уреди. Таму се објави конкурс, имаше 3 убави решенија кои што беше запазен јавниот интерес, беше, нели, можеше да се градат и градинки и паркови и се, меѓутоа тоа падна во вода. Зошто падна во вода? Заради окрупнување. Милион пати предупредивме дека решението за окрупнување на градежни парцели 30-70% треба да се промени. Како може вие со 30% да може да купувате 70%? Мислам, тоа е чиста корупција. И се нарекува затворање на парцела. Точно така и уште повеќе, значи, наместо да го бранат и да го чуваат јавниот интерес, општините, државата, било кој тие обратно во функција на личниот интерес, носат закони кои што ќе бидат баш во функција на личниот, а не на јавниот интерес. Јавниот интерес кој што го дефиниравме во Законот за слободен пристап со оваа цел. Да. Нашиот термин за вечерва истече. Морам да ве разочарам со едно искуство од претходните локални избори каде што бев модератор. Моите гости на емисијата сосема слободно кажуваа дека првата работа откако ќе станат градоначалници ќе им биде да видат каков е буџетот на општината. Па сега вие видите за се ова што ми раскажувате, што се би требало да знаат. Што ќе прават после кога ќе престанат приходи од комунали? Што ќе прават? Па не, ама тоа е прва претпоставка дека представа немате колку од податоците се од јавен карактер, дека уште кога се кандидирате некој од овие работи би требало да ги знаете, да ги отворите, а не прв денот како ќе бидам избран. Благодарам што вечерва бевте мој гост. Почитувани, ве благодарам што не следевте, останете со Телма телевизија и одгледате што подготвиле за вас колегите во 21:30. Пријатно.